Дали затајува системот за лекување на заразените од коронавирусот во Македонија? Од ден во ден бројот на починати расте, но најмногу загрижува што 2 од жртвите починаа во своите домови. Воопшто не биле лекувани на клиниката за инфективни болести, каде се уште има слободни легла. Една од починатите, 66 годишна жена од селото Татеши Струшко, не беше ниту примена на болничко лекување, што резултираше со разрешување на директорката на Охридската болница. Во домашни услови пред неколку дена почина едно лице од Велес, како што објавија неколку медиуми, тој не бил примен од дежурниот лекар на инфективното одделение во Велешката болница, пошто неговата состојба драстично се влошила. И покрај тоа што веќе имаме починати, кои наместо во болница се лекувале дома, министерот за здравство Венко Филипче вели дека се уште нема потреба од менување на начинот на лекување на заразените. Во однос на пристапот на третман на пациентите, нашиот став останува ист. Тоа се заклучи на утринскиот состанок на Комисијата за заразни болести, да пациентите кои што имаат лесна форма на болеста се третираат во домашни услови, а средно тешките и тешките пациенти на клиниката за инфективни болести. Еден од смртните случаи во последниве 24 часа неинфективна бил донесен во тешка состојба, пошто по кратко време починал. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби почина маж од Лабуништа Струга на 63 годишна возраст, донесен со навистина тешка клиничка слика, бројни коморбидитети. Кај 2 случаи досега, пак вирусот беше констатиран по смртта на заразените. Вкупниот број на починати поради COVID-19 во Македонија досега е 19 лица.